по колективната траума која остави трагедијата во Кочани над сите нас. Во трилинг со психолог магистар Тијана Ивановска, која беше меѓу првите на терен по несреќата во Кочани, а потоа и во Скопје во болниците каде семејствата на повредените чекаа да слушнат нешто повеќе за состојбата на своите најмили. Добре дојдовте во емисијата. Добро ве најдов. Госпожа Ивановска, како во овој момент би ја окарактеризирале состојбата во Кочани? Сметам дека состојбата во Кочани во моментов е навистина комплексна, затоа што тоа е сепак мал град, град кој што, да кажам, него има секој капацитетот да се носи со волку голема траума, како и целата држава наша во моментов. Иако често пати слушам дека моментално на Кочани му се даваат доста негативни епитети, дека е најтажниот град во Македонија или дека е градот на очајот и така натака. Јас напротив сметам дека во моментов Кочани е градот на кој што му треба најмногу љубов и грижа. Како ќе се справат семејствата или веќе се справуваат откако ја пребродија првичната шок информација дека изгубиле своје дете или некој свој близок? Тоа е долгорочен процес. Тоа е процес кој што не може да се случува преку ноќ. Процес кој што се одвива во повеќе фази и за кој што дефинитивно ќе биде потребна и стручна помош, поддршка од пријатели, поддршка од работодавците и така натака, да имаат повеќе разбирање за овие семејства. Меѓутоа сметам дека доколку се даде таа поддршка и доколку државата уме да ја препознае нивната болка и им се овозможат сите можни механизми на поддршка, во голема мера би се олеснил тој процес кој што посекако е тежок, затоа што во психологијата највисокиот степен на психолошка болка е загуба на сопственото дете. Што е со душевната болка, со гнево, со во овој момент веројатно состојба во која нит си на небо, нит си на земја, не знаеш како да продолжиш понатаму и колку е реално да се очекува некаков понатамошен нормален живот во градот во кој во моментов според моите информации има околу 30-35.000 граѓани. Тоа многу ќе зависи од сите нас, затоа што некако сметам дека во моментов сите луѓе во Кочани зборуваат за трагедијата, тоа е наративот. И самата состојба го наметнува тој наратив и тоа ќе трае некое време. Меѓутоа наша одговорност е, затоа што сите ние што живееме во другите градови низ Македонија, се очекува дека можеби малку полесно и побрзо ќе излеземе од сето тоа и токму на нас останува таа одговорност да најмногу помогнеме на кочанчани да некако го задржат, да кажам, својот дух, ја задржат својата смисла за постоењето, за живењето и да некако помогнеме да самиот град и сите жители таму да застанат на нозе. Што е ваш таргет? Кој е ваш приоритет? Бидејќи често одите, сте на релација Скопје-Кочани. Јас не работам таму сама и токму и затоа често пати го споделувам тоа, пошто јас не сум единствена таму која што тоа го прави. Јас работам во склоп на систем, тој систем се вика Тело за интервенција во кризи, кој што е дел од Комората за психолози на Република Македонија. Ние сме многу психолози на терен, кои што често пати одиме таму по потреба, во зависност од тоа кој се јавува за психолошка поддршка. Моментално работиме во Центарот на Црвениот крст Кочани, каде што има слободни простори и каде што буквално секој што чувствува потреба може да дојде и да побара психолошка помош бесплатна. Така што отприлика моментално се на тој начин сетирани нештата, меѓутоа има и други активности од типот на работилници во училиштата, вклучени се и училишните психолози од Комората кои што исто така одат работат на терен, работат и со наставниците и со стручните служби, отворени се и за работа со родителите на децата и така натака, со цел да се овозможи една, да кажам, мултифакторска поддршка на повеќе нивоа. Затоа што не е доволно да бидете само на едно место,
Сметам дека во понатамошниот период целна група ќе бидат сите луѓе кои што биле на некој начин вклучени во сето тоа. И сега ќе се стави повеќе акцент на долгорочни проекти кои што ќе се прават во Кочани во насока на менталното здравје. Тагата нема календар, траумата нема часовник, но има ли лек за човечноста, има ли надеж? Најчесто велиме надежта последна умира, последна ваква трагедија, некој вели ова е национална трагедија со невидени размери. Па верувам дека нема нешто што се нарекува лек, пошто обично кога велиме лек, тоа звучи као нешто што може да дојде да не излекува веднаш. Ова е повеќе долготраен процес, значи долгорочен процес во кој што секоја индивидуа ќе тагува и ќе се лекува на свој начин, во зависност од инволвираноста во сето тоа и колку била погодена од самиот настан. Нормално дека луѓето кои што биле директно инволвирани ќе имаат поголема потреба за поддршка, меѓутоа и останатите граѓани секој ќе го изживува и процесира сето тоа што се случило на свој начин. Така што нема еднократен лек, нема еднократно решение кое што велиме дека ова е решението. Меѓутоа, по мене сметам дека надежта најмногу извира од нашата желба како луѓе да помогнеме и да бидеме таму присутни. Значи не само во првите денови после трагедијата, туку и особено во периодот што престои. Кои и какви би можеле да бидат последиците од овие сведоштва јавни на директните учесници кои успеа да се спасат од тој голем пожар, од таа голема трагедија? Колку тие сведоштва дополнително создаваат немир или можеби пак од друга страна само помагаат да се долови реалната слика што се случувало таа вечер во Кочани? Па видете, значи ние имаме нешто кое што се вика trauma informed practice, кој што е да кажеме еден научен пристап во информирањето кое што доаѓа од лица кои што се жртви на некаква траума. Значи имате точно одреден сет на принципи и правила кои што треба да се практикуваат кога се земаат одредени изјави од природата на сведоштвата. Значи, доколку ниту највисокиот степен на институции од типот на полициски службеници, инспектори, здравствени работници и така натака не ги поставуваат тие прашања, има зошто не ги поставуваат тие прашања. Она што во моментов се случува е нешто што во психологијата го нарекуваме идентификација со траума. Значи, сите тие луѓе кои што се преживеале она што преживеале, на некој начин се идентификуваат со тие персони на преживеани. И од таму може би доаѓа и потребата да уште повеќе зборуваат за тоа што се случило, да уште повеќе бидат на терен, да може би волонтираат уште повеќе и така натака. Меѓутоа, тоа на долг рок може да остави одредени последици. Затоа што поентата не е да ние луѓе ги задржиме само во тоа, туку да им помогнеме да бидат и луѓето што биле и пред тој настан. Значи, да не се заборави сето она што тие луѓе биле предходно. Дали биле вработени, студенти, членови на семејство, имале своји желби, своји цели, своји хобиња и така натака. Често пати ваквите травматски искуства прават да тоа се отиде на страна и да остане само таа една персона низ која што они се пројавуваат како личности. И токму затоа јас се го упатив тој јавен апел, затоа што сметам дека за да може да се надмине ваков тип на траума, во даден момент е потребно и малку и самите луѓе да направат еден детачмент или едно одвојување од она што се случувало, за да можат да видат што се случува внатре во нив и да не гледаат во околината околу себе. Колку личностите кои се одважија да зборуваат што се случувало во дискотеката Пулс, всушност е контрапродуктивно на некој начин? Па видете, јас не можам да зборувам генерално затоа што и колку тие личности се свесни? Па тоа е дискутабилно прашање. Значи
Сметам дека нашиот народ нема целосна едукација за тоа што значи траума и како да постапуваме ние во траума. Значи, често пати може да слушнете и, например, ако вие споделите на некому дека имате смртна загуба, да ве праша од што почина човекот, што е тотално ирелевантен детал за вашата тага. Ме разбирате? Нешто слично е и поврзано со овој тип на сведоштво. Значи, кога некој проаѓа низ голема траума, апсолутно ирелевантно е деталите. Како се случила таа траума. Важно е како се чувствува личноста. Ме разбирате? И онда многу е исто така нешто кое што е многу значено е типот и природата на наративот кој што го има во тие видеа. Значи, дали вие креирате видеа во кој што има позитивен наратив, охрабрувачки наратив, кој што го охрабрува народот да се бори, да се лекува, да се соединува, или имате сензационалистички негативен наратив во кој што се зборува за катастрофата, за деталите, предизвикува ужаснување кај публиката и така натака. Значи, во зависност од наративот, таков ќе биде и ефектот врз широките маси. Постои ли сега реално опасност да се создаде своевидна психоза меѓу граѓаните, да не сакаат или младите да додат во дискотека, на забава, да се создаде своевидна оттугеност, асоцијалност меѓу граѓаните? Не само говорам во Кочани, туку и генерално. Постои, да, заради тоа јас толку и многу апелирам во насока на тоа што се сервира како наратив помеѓу широките маси. Тоа не се вика психоза, јас повеќе го нарекувам креирање на секундарни стравови или некоја посттрауматика, да кажеме. Затоа што тие стравови од пожар, стравови од гужва, стравови од да кажеме дали местото има еден излез или два излеза и потреба да се бараат излезите, да сме блиску до нив, сите тие стравови влегуваат во таа посттрауматика. И сега наша најголема одговорност е како да ја намалиме таа посттрауматика, затоа што не е целта на колективната траума да го нарушиме квалитетот на живење на луѓето. Значи, не сакаме тоа да го постигнеме, затоа што нема да направиме ништо добро. Напротив, сметам дека треба повеќе да сме фокусирани на трансформација на колективот, правење на колективни промени, меѓутоа да го задржиме квалитетот на луѓето и да некако ги поддржиме да продолжат да живеат еден нормален тек, еден нормален животен тек, каде што социјализацијата и излегувањето во диско, особено за младите, е нешто кое што е многу природно, нешто кое што е многу здраво. Магистар Тијана Ивановска, на крај те разговорот ќе го завршим со едно ваше интервју поодамнешно, со една ваша констатација. Во денешно време најголем луксус е човек добро да се познава себе си. Свесен човек придонесува за лични и општествени промени што ни се очајно потребни во нашата држава. Се согласувам потполно со она што сте го извадиле како сегмент. Толку сме очајни? Па јас не сметам дека сме очајни. сме? Само сметам дека ни е потребна поддршка. Потребно е и ние како професионалци повеќе да се заземеме за народот и народните маси, да бидеме повеќе присутни помеѓу луѓето, повеќе да зборуваме и јавно, а и вака во секојдневие, а вклучително и државата повеќе да ги охрабрува едукативните вакви нешта, затоа што тоа е она кое што го учи народот како да се однесува. Ние не можеме да очекуваме од македонскиот народ така свесноста од небо да му падна. Благодарам за разговорот и гостувањето. Благодарам и на вас. Следевте празнично издание на ТВ магазинот Трилинг. Ви благодарам на вниманието. Честит Великден и довидување до идниот петок во исто време. 20 часот и 45 минути, а во меѓувреме читајте на trilling.mk.